Почитувани, добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина на Канал 5 телевизија. Вечерва со две дами пратенички, Драгана Бојковска од ВМРО ДПМН, добро вечер. Добро вечер и поздрав до гледачите. Благодарам, и Славјанка Петровска од СДСМ, пратеник, поранешен министер за одбрана. Актуелна бевте овие денови, пред се мислам за пресудата која што ја објави премиерот, во која што сте изгубиле поради клевета че нам беше, и навреда. Треба и јавно да се извините, дали чувствувате потреба првен тоа да го направите и доколку чувствувате, можеби и ова е прилика за тоа. Прво не чувствувам потреба, ја немам добиена јас се уште пресудата, веројатно ќе премиерот ја доставуваат и во сабота и во недела, но како и да е, ќе следува жалба, она што е моја законско право, жалба на таа пресуда, затоа што сметам дека неправедно спорот заврши во само едно рочиште и судот не одговори, односно одговори негативно на моето барање премиерот, односно тужителот во случајот да биде повикан на суд заради соочување. Добро, очекувате на апелација да има и поинаква одлука? Па јас очекувам се во ова што во кратки црти го кажав, меѓутоа се разбира образложено и подкрепено, да биде уважено и да се одлучи во полза на правото. Добро, значи во оваа фаза нема извинување. Како гледате вие на овој случај како дел од владеачката ВМРО ДПМН? Па искрено разочарувачки, мислев дека после онаа пресуда која што ја видовме и во јавноста, дека во најмала рака ќе добивавме извинување од пратеничката, бидејќи во самиот статус кој што е впишан укажува на сериозни индици на тоа дека премиерот, сегашен премиер е вклучен во организирање на некаква си препукување кое што имало во некаква си мафијашка организација. Тоа се сериозни индици и јас исто така би сакала да прашам дали пратеничката се уште стои на истиот став. Видов дел од коментарите и на самата објава, видов и во јавноста коментар зошто рочиштето завршило во едно рочиште и така натаму. Ние сме и двете правнички, па знаеме дека обично и доколку нема докази, истото може да заврши во едно рочиште, но на кое што мене ме загрижува е тоа што пратеничката стои на ставот, очигледно, бидејќи укажавте дека ќе истапите со жалба, укажува на ставот дека стои за тоа кое што беше истапено во јавноста, дека стои зад вистинитоста на она кое што го зборува. Па јас би сакала и директно да прашам дали се уште стоите зад она кое што го истапивте во јавноста, дека оние наводи кои што ги истапивте се вистините. Повтор пат да, иако следевме што се случуваше од моментот од кога го објавив тој статус, тоа беше некаде август минатата година. До сега ќе видите многу действија во државата кои одат практично во прилог на тоа. Само едно ќе напоменам, а тоа е апсењето на член на обезбедувањето на премиерот Мицковски, кој беше уапсен практично и обвинет за тргување со службени информации токму заради соработка со криминални групи. Ми дозволите во тој случај да искажам сериозна загриженост и сериозно жалење, бидејќи ова го кажува поранешен министер за одбрана. Чинам дека е навистина загрижувачки. Јас да сум на местото на јавниот обвинител, можеби ја викнал пратеничката на разговор, бидејќи личност која што имала информации до военото разузнавање, до информации кои што се доверливи, сега гледаме дека можеби истапува и во јавноста со некакви докази кои што тврди дека се вистините по пресудата која што ја добивме и во јавноста е запознаена дека се работи за лажни наводи за ширење на клевети, така што јас опатувам сериозна загриженост за она која што во македонската јавност е сведок овие денови, а тоа е дека очигледно имаме злоупотреба можеби на некакви информации за кои што тврди пратеничката дека се вистините. Јас се надевам дека македонската јавност ќе знае на вистина што точно се случува. Случајот со апсењето на член на обезбедувањето не е информација од таен карактер, затоа што во моментот кога тоа се случи јас не бев министерка за одбрана, бев пратеничка. Тоа не се информации на военото разузнавање, тоа се информации споделени од страна на Министерството за внатрешни работи, чиј што министер од редовите на ВМРО ДПМН. Кажете ми една информација која сум ја споделила во јавноста, е од сензитивен карактер и е информација која сум ја добила како министерка за одбрана. Затоа што да ме обвините дека публикувам или користам информации здобиени од позицијата која сум имала пред една година, мислам дека е малку несериозно за да го покриете севкупно срамот кој се случува под власта на ВМРО ДПМН оваа цела година на било кое поле и да сакате да го кажете. Ама еве, споделете барем една информација која сум ја злоупотребила. Оние информации кои што истапи по кои што е всушност и пресудата, поводот на пресудата, не информација, тоа е статус. Поводот и пресудата, па информациите со кои што
што тврдите вие дека се вистините. Еве, доколку кажете жалба, јас претпоставам дека ќе имате можности да ги докажете тие вистините наводи зад кои што тврдите дека стои премиерот Христијан Мицкоски и доколку постојат такви информации со кои што вие располагате, а очигледно ќе треба пред судот да истото да го докажувате дека не се работи за клевета како што нели е и самата пресуда, тогаш се поставува прашањето дали секој граѓанин има достапност до такви информации во врска со апсењето на обезбедувањето на премиерот. Ви се молам, значи тоа е сосема друга работа за која што институциите си ја работат професионално. Јас не паметам во ваше време да имало ваков случај, но тоа е поентата која што сакам да ја кажам, да не ги мешаме апсењето со обезбедувањето на премиерот, со случувањата за кои што сте сега обвинети по повод клеветата на премиерот. Она време со кое што вие го водевте како до сега заврши. Тоа значи дека нема веќе поделба на наши и ваши и апсењето на обезбедувањето апсолутно можам да го гледам во делот само на професионализација на институциите. Тоа значи дека дали бил од нашите редови или од вашите редови или било кој што се огрешил пред законот ќе се одговара пред лицето на правдата. И тука нема ништо спорно по однос на апсењето на обезбедувањето кое што е член на премиерот. Тоа е ваше гледање, јас мојот став го кажав и стојам на тој став и мислам дека треба да се почитува меѓусебно ставот. Вие не гледате, затоа што тоа е наративот на ВМРО ДПМН од самиот старт да го трне на страна апсењето на членот на обезбедувањето, што е можно подалеку и дури во тој обид имаше две различни изјави заради причината, дозволете, но за да може да цените дали има поврзаност или не, треба да го видите обвинението. Обвинението никој го нема видено, така што не знам врз основа на што имате оваа сигурност. Добро, ако во една држава се апси член на обезбедувањето на премиерот, тоа според вас индикатор дека системот функционира или дека не функционира? Или дека можеби криминалот и корупцијата се толку влезени во најблиското окружување на премиерот? За да може да се тоа значи прво дека има пропуст во обезбедувањето на премиерот, односно тој што бил задолжен да го формира обезбедувањето на премиерот, оние кои се најблиску до него и така натаму, направил сериозен пропуст, односно не направил проверка и анализа на личностите кои ги собрал да бидат дел од тимот на обезбедување на премиерот. И тоа по мене укажува на пропуст кај тој на кој што му е доверена задачата да биде задолжен за обезбедувањето на премиерот. И вториот дел е што ме дозволено тоа да се случи, откако неколку месеци човекот кој што беше уапсен во моментот дел од обезбедувањето на премиерот не може да располага со информации од таков карактер, бидејќи тоа е дел од обезбедувањето на премиерот. Самиот чин на апсењето на човекот дали е индикатор дека системот функционира тука барем. Апсолутно, јас немам дилема дека било кој кога ќе биде приведен, уапсен или било каква постапка ќе биде покрената, која се базира на право и правда, нека апсолутно тоа покажува добро светло да речам за системот и дека некаде функционира. Меѓутоа апсолутно дека имало пропусти, апсолутно имало пропусти, кога ќе видите дека секогаш без оглед на тоа за кого станува збор и за каков тип на активност станува збор, не штедам зборови и да пофалам и на страна тоа што критикувам, кога нека активност оди во полза на она што е заложба за сите нас, а тоа е правда и правичност. Да, Петровска вели дека ваквите случаеви се само обид, ако добро ве запомнив, да се прикрие срамното владење или срамотна како владе актуелната власт? Дека да, обиди за тоа што изминатата година се случува од типот на. Добро, дали според вас владата има нешто што би требало да се срами од начинот на кој што владееше? Се обидувам сега да ги соочам аргументите само. Видете, малку е избунувачки можеби за јавноста сега од една страна коментари од типот како не е легитимна клеветата која што е донесена од страна на судот, па со обезбедување на премиерот кој што е сега пред очите на правдата изнесен, па поздравување за тоа дека доколку некој се огрешил пред законот институциите го спроведуваат онаму каде што како што треба. Малку ми е дилемична оваа работа, но добро и граѓаните ќе судат, но апсолутно власта нема од што да се срами, посебно во овој дел во кој што дискутираме, а тоа е дека оној кој што се огрешил пред законот треба да одговара. Така што во овој дел нема веќе, и многу е јасно и во оваа една година владење, дека нема веќе поделба на наши ваши, впрочем не само обезбедувањето на премиерот, имавме неколку случаи во оваа година кои што исто така доаѓаат еве дали од коалицијата на ВМРО ДПМН, кои што се исто така изведени пред очите на правдата, така што ние не должиме никому, не сме тука за ден повеќе на власт, па да се бориме нашиот коалициски капацитет како што тоа беше претходно со вас и со ДУИ
можеби за еден ден повеќе на власт да ги задржите и да им помине се што треба па и сите криминали, така што во овој дел ние нема да правиме одстапки, немаме потреба од тоа да подклекнуваме пред некого и секој оној, и од тука испраќам јавна порака дека секој оној кој што ќе се огреши пред законот, вклучително и ние како пратеници еве да бидеме будни по однос на ова, дека треба да одговара пред лицето на правдата и оваа една година од оваа власт ние тоа го покажуваме и на дело. Малку беше дилемично поставено она кое што беше поставено како ваше прво прашање, можеби по однос на клеветата кон премиерот и ова, но еве граѓаните ќе судат на крајот од денот што е вистина, што не. Но факт е дека колешката е моментално со пресуда обвината за клевета на премиерот Христијан Мицкоски. Бидејќи рековте дека сте правничка, претпоставам знаете дека пресуда донесена од прв степен во прв суд во прв степен, се извинувам, не е конечна и не е извршна. Добро, ќе вложите жалба, го кажавте. Така, и претпоставам дека за да кажете дека сум осудена за клевета, треба на самата пресуда да има едно знакче, односно едно печатче кое што вика дека пресудата е правосилна. Тоа во поглед на тоа како правнички би требало да се изразуваме, а не однапред од вашиот суд врз основа на Facebook статус на премиерот и ваш лидер да ме осудувате дека сум крајно осудена. Во поглед на тоа дали некого сте заштитували или не, јас ќе ви дадам само два примера за да не одземам многу време, меѓутоа еве на пример кога велите дека не ги делите на ваши и наши и така натаму, сакам да прашам дали знаете до каде е и зошто се уште, еве јас ќе ви информирам, зошто се уште нема никаков исход од тоа што токму 2 дена после мојот Facebook статус, јас бев незаконски следена, демнена и имаше упатено закани по мојот живот. Пријавено во МВР, после година дена, речиси, од тогаш се уште нема никаков напредок во однос на истрагата, претпоставувам затоа што е кажано дека јас сум небитна. Вториот пример на тоа како реагирате кога сакате некој свој да заштитите е, на пример, како со петни жили се обидувавте да го заштитите Бојан Христовски, актуелниот директор на Агенцијата за национална безбедност, кога беше повикан во собранието, она кој што има право тоа да го направи, да одговори на неколку прашања на јавна седница од интерес на граѓаните. Тогаш ВМРО-ДПМ направи се за да ја блокира работата на таа комисија, бидејќи го имате мнозинството, го злоупотреби своето мнозинство, при излезот од салата го обиколија колегите ваши, директорот, за да не може новинарите да му постават претеничко прашање и до ден денеска нема одговор на прашањата кои требаше и беа од јавноста поставени. Мала корекција, само новинарите не поставуваат претенички прашања. Не претенички прашања, да му постават прашање на излегување. Така дека рековте претеничко прашање да му постават. Не, да му постават прашање. Да му прошават прашање на излегување и тие снимки постојат и ги гледавме сите. Дополнително, иако услов тогашен колегите од ВМРО-ДПМ, членови на таа комисија, бара да се изврши надзор и на ТАНБ и на АР како приоритет, тоа го направивме без никаков проблем. И еве сега со месеци чекам да ја продолжиме таа седница на нивно барање, за да може директорот на агенцијата да одговори на прашање. Истрагата не е завршена, тоа што обвинителството не реагира, иако имаше и после тоа бројни прашања и бројни дилеми, директорот не смогна си. Тоа е класичен пример за тоа како во моментот кога се расправаше за тоа дали има или нема злоупотреба, не се ни обидовте да побарате тој да биде трнат од таа позиција додека трае целата истрага за да не влие на било каков процес. Последниот, најсвежиот пример кој секој ден го гледаме, се немате поместано како власт во делот на тоа што секој ден го гледаме како обвинувања дека во Чаир имаат еден куп дивоградби. Поставив и пратеничко прашање, министерот за надворешни работи кој патаме и вице-премиер, за жал се обиде да излаже дека нема надлежност, заборавајќи дека државниот инспекторат е под негова надлежност, не е под моја надлежност и дека апсолутно секогаш кога ВМРО-ДПМ сака да направи пиар од некоја работа, наоѓа начин ако треба и законот преку ноќ го смени да тоа го направи. Немате ни осуда како партија за тоа што се случувало во Чаир, па вклучително и оние фрапантни податоци за малолетни деца кои биле носители на градежни дозволи, односно изградиле згради и така натаму. Добро, повеќе. Каде е Министерството за внатрешни работи? Не сметате дека ова е замолчување пред вашиот коалиционен партнер? Не велам дека тоа е закупување на ден, меѓутоа очигледно дека некој да повеќе теми и повеќе прашања да Апсолутно, уште еднаш ќе потенцирам и ќе порачам дека нашиот
нашиот коалиционен партнер, како што кажува и колешката Петровска. Пак ќе повторам дека ние не зависиме од никого, нема заштита на никого, доколку некој се огрешил пред законот треба да одговара. Вие поставивте и претеничко прашање кое што ви беше одговорено од страна на министерот Александар Николски. Јас ве повикувам и доколку имате вие докази, индици за сторен криминал, за повреда на законот, истите докази да ги доставите до јавното обвинителство и ве го повикувам јавното обвинителство од тука доколку има докази за сторен криминал во овој дел по истото да постапи. Во овој дел многу сме јасни дека нема да отстапиме, не должиме на никого. Повторно ќе повторам, бидејќи заборавате дека нашето владење се разликува многу повеќе од она со кое што вие владеевте, а тоа е во коалиција со ДУИ, за ден повеќе на власт, да им помине се што треба и оние бизниси во видео лотарија и секои сделки кои што беа склучувани од нивна страна, така што во тој дел не би ја ширала дебатата многу. Пак ќе повторам, нема веќе наши и ваши. За една година покажавме дека законот ќе важи еднакво за сите. Во делот на, како што напоминавте и на почетокот, факт е дека јас жалам искрено, колешка, дека во рок од 12 месеци чинам дека вие сте втор пат можеби обвината за давање на лажни изјави, за ширење на лажни вести и слично. Првото беше, чинам дека со патувањето на синот на председателот, кај што имам и заклучоци од ДКСК, каде што укажува на тоа дека сепак она за кое што вие тврдевте во јавноста, тоа е дека синот на председателот бил со државни пари на такво некои си патување, па заклучоците кажа дека не е истото точно. Сега со ова втора пресуда од основниот граѓански суд повторно се укажува дека ве обвинуваат за клевета. Така што, пак ќе кажам, два пати за една година една личност да обвината за ширење на лажни вести, за ширење на клевета, навистина е поразително и во најмала рака јас би била многу внимателна, бидејќи на крајот од денот по она кое што ние го работиме и како се поставуваме пред граѓаните го даваат на судот, а многу брзо од сега се и локалните избори кои што ќе покажат дали ефектите од нашето владење биле корисни, дали биле добри, дали сме во добра насока или не сме биле во добра насока. Многу брзо од сега граѓаните ќе пресудат за тоа дали сме на вистински пат или не сме. Многу добро што се подготвувате однапред, па ми ги читате моите статуси, Facebook особено, и ми претпоставувам во тоа ваше истражување ми ги читате и тие што претходно ги имам напишано. А кога се обидувате да ме представите дека сум нерелевантна, спомнувајќи два моменти дека јас ширам лаги и дезинформации, тоа се сосема различни работи од лага и клевета. Интенцијата јас вас лично да ве ќе се дослушаме или ќе се надзборуваме? Во ист контекст го зборуваме. Сега јас да кажам што имам или ако сакате да објасните, па повели, па јас ќе се да објаснам, не е проблем. Добро, борите се, мислам дебата, мислам дека не е толку страшно. Сакав да кажам дека штом се посветувате на тоа да гледате кои мои изјави се релевантни и нерелевантни, или вистините или невистините, при тоа не е, клевета не е исто со ширење на лага и дезинформација, тоа е сосема друга терминологија и друга област. Дали и коментирате исто вака во партија, кога вашите сопартици, кои што исто така сега седат во собрание, во исти редови седите, ме напаѓа дека кријам имот. И тоа не го докажа на суд, напротив, јас докажав дека не го кријам тоа, меѓутоа јас не видов такво писание од страна ниту на председателот на партијата, ниту под вас некаде на некое гостување да му посочите на колегата дека треба да се извини. Вие како ВМРО ДПМН сте во извештај пишане дека сте партија која се заснова и шири лаги и дезинформации. Не знам што повеќе да ви кажам. Ако сакате да зборуваме за тоа кој колку лаги кажал, па вие дојдовте на власт со најголемата лага дека ќе го вратите името. И година дена избегнувате да зборувате на таа тема. Дозволете го слуша вашето одговор, сослушајте ме и мене. Не ги давам јас овие судови, не ги давам јас овие лично како Драгана Бојковска, не ги давам јас овие судови. Како партијата, вие пренесувате став на партијата. Тоа се заклучоци од ДКСК, од институција и сега јас цитирам извештај на меѓународна организација кој што вели дека ВМРО ДПМН е партија која што се служи генерално со лаги и невистини. Како вие го култувате речникот на ВМРО ДПМН кој што во август месец упати лични навреди кон мене,
наратувајќи ме луда и така натаму, да не се навраќам на што се тоа се држите до тоа дека тоа е нивото на кое што нема да навлезам во лични квалификативи. Знаете дека нема да навлезам во лични квалификативи, коментирање на истото. Јас ви кажам сега дебатирате со мене. Нема да навлезам во лични квалификативи. Кон Дуи, а вашиот однос што е? Вие на Артан Груби му ја кренавте рампата за да си излезе од државата. Глумејќи дека го бркат. Ама како не? Не. Дали чувствате до сега дека некој е казнет за тоа што се, како беше изјавата на министерот за внатрешни работи, службеникот, полицаецот кој бил во моментот на граничниот премин, се возбудил кога видел таков авторитет. Вие сериозни сте со таа изјава, се уште не ми е изненадувачки ова што го зборувате за Артан Груби, зошто ставовите... Вие ми кажувате дека ние сме биле попаданички. Не, внимателно се изјавите затоа што вашето другарување со Дуи назад е. Јас сум многу внимателна со изјавите, впрочем и вашиот лидер Венко Филипче во неодамнешни изјави кажа дека не е исклучена соработка и коалиција со Дуи по повод локалните избори, така што јас сум многу внимателна со моите изјави, но треба вие да се запрашате вашиот лидер со какви изјави настапува, па да ме обвините по однос на можно коалицирање со Дуи. Малку консолидирате се прво во партијата, па потоа со вакви ставови. Што има врска консолидирањето на партијата со кревањето на рампа? Еве ви кажувам сега бидејќи бидејќи нас сега не ставате во контекст дека сме во некаква си коалиција со Дуи слично. На крајот од денот, Артан Груби е ваш поранешен висок функционер. Функционер кој што ви бе во СДСМ никогаш не бил функционер. Во владата господја Славјанка, многу добро знам како функционер бил Артан Груби и вие многу добро, многу сигурна сум дека многу добро знаете за како функционер се работи, со кој што еве денеска гледам и дека со некакви симпатии можеби не знам и го браните, жал вие што избега, не знам бидејќи еве најавувате дека за локалните избори не се исклучува и можноста за коалицирање со Дуи. Впрочем, оние криминали кои што ги стори Артан Груби не се сторени во време на ВМРО ДПМ, не се сторени во време на владењето на СДС и Дуи. Така што јас СДСМ добро, бидејќи знаете и вие многу често да напоменате да користите кратенки по односнова. Така што СДС треба да се запраша зошто Артан Груби не го уапси, бидејќи велите дека вие сте биле за правда, за право и слично, нели во ваше време кажувате дека многу сте ги почитувале законите и слично, зошто Артан Груби не го уапсивте во ваше време? Да ве прашам отворено. Бидејќи очигледно еве да ве прашам дали сметате дека лично, дали пред очите на јавноста гледавме дека има индиции за сторен огромен криминал, епски криминал од страна на Артан Груби, зошто за време на за време на вашето владење не го уапсивте? Затоа што оние докази за кои тврдевте како опозиција дека ги имате, не ги доставувавте, рековте. А ние ви требавме за да доставиме докази. Дозволете. Вие рековте кога ќе дојдеме на власт, ќе видите кои се тие докази, вие дојдовте на власт и ја кренавте рампата, Артан Груби елегантно да излезе. Не можам ни бегство да го наречам, заради тоа што имаше изјави од Министерството за внатрешни работи дека биле поставувани патроли пред граничен премин и внимавајте, биле поставувани, ама не знаеле кого чекаат. За елегантно да си ја премине границата Артан Груби, а денеска вие да не обвинувате нас. Барем превземете малку одговорност за овие една година, ни тоа не го научивте, дека како власт не употребил збор премежување. Јас реков, вие рековте, ние кога ќе дојдеме на власт ќе воспоставиме ред во државата. Еве, една година помина, јас не видов од Дуи некој број список на уапсени, притворени и така натаму. Освен, како што реков, кревањето на рампата, Артан Груби елегантно да излезе од државата за да не се скарате со него и за тоа. Денеска казнат за разлика од СДСМ кога министерот за внатрешни работи, истиот министер, јас колку што знам, политички службеник што во моментот направил пропуст, кој што го пуштил Артан Груби. Господја Славенка, ги следиме сите. Со што е казнат, кажете? Со дисциплинска и со други мерки кои што со дисциплинска не се казнува, се поведува дисциплинска. Господја Славенка, македонската јавност многу добро знаеше и пресуди на крајот на изборите за тоа кој како владел. Но многу е загрижувачки што укажувате дека ќе кажете казната за тој што дозволува. Многу е загрижувачки што укажувате повторно дека Артан Груби, иако
како сторил криминали во ваше време, вие едноставно за ден повеќе на власт премижувавте и сега кажувате дека ВМРО ДПМН не ги доставило доказите. 15 на минути, докажете се да имам да ова е добро да се знае. Ова е добро да се знае, граѓаните да ценат кој е вашиот став по однос на Артан Груби. Дека го пуштивте доброволно да си отиде од државата, за да немате проблеми. Ете, тоа е добро да се знае. Дека му ја кренавте работа. Пред да одиме на другата тема, морам едно прашање наискрено да ве прашам како представници на СДСМ и на ВМРО ДПМН. Што мислите дека постигнувате кога СДСМ ќе ги наричате СДС само или кога ВМРО ДПМН ќе ги наричате само ДПМН? Како само во Македонија, македонските политички партии сами себе се доловираат што се ги менуваат имињата. Мислам, што постигнувате со тоа? И мислам и за двете прашањата. Кој е целта? Искрено не можам да разберам. Да, нашата реакција е одговор на однесувањето на ВМРО ДПМН. Иако ќе видите моите изјави претходни кога сум била пратеник и сега, во 90% од ситуациите го користам името ВМРО ДПМН, но да, кога има некои вакви провокации во да речам недостаток на аргументи и со цел да се омаловажи партијата и се нарекува да само апсолутно да, како одговор на нивните провокации. Ваш став? Добро прашање, но многу често ја користате го користате скратено името на партијата. Не, точно тоа го констатираме сега да не биде они први ги искрши играчките, ве прашувам кој е причината, треба да еволуираме. Во тој контекст јас го користам, иако знаеме дека оние кои што го сменија името се токму таа партија која што го содржи името Македонија, така што може би од тие побуди, но еве ќе останам на тоа дека треба да се задржиме и да ги користиме целосните имиња на партијата. Благодарам, тоа ќе биде чекор напред за подигнување политичката култура. Политичките партии, ние за разлика од вас во статутот на партијата го имаме името на државата, вие го избришавте и името Македонија. Така што тука ако некој има легитимно право да го исфрли Македонија кога ви се обраќаме, тоа сме ние. Не, ве молам воопшто прашањето статут на ВМРО ДПМН што сум го видела е тоа. Што доживеавме промена на името, но тоа е некоја тема која што можеби ќе ни треба и цела емисија. Ако грешам, коригирате, јас ќе се извинам да ставите ми го статутот во кој го има името Македонија. Еве, може јас погрешен статут на сајтот на ВМРО ДПМН сум видела. Ви одговорив, цела емисија може ќе ни треба за да дали го има или го нема името Македонија во статутот? Апсолутно Република Македонија, но факт е дека она за кое што жалам, очигледно вие се гордеете со тоа дека направивте промена на име и дека сега гордо се го изрекувате со 110 закони со кои барате промена на името. Горди ли сте на тоа што го направивте? Ве прашувам еве јас вас, горди ли сте со тоа што го направивте? Кога сте дел од политиката, особено кога сте дел од извршна власт и особено кога сте на позиции од каде што се очекуваат граѓаните и јавност од вас да исполните ветување и да ја поместите државата во правилна насока, особено кога треба да имате во предвид геополитичките случувања, особено кога треба да донесете клучна одлука за Македонија со сите тие закани кои и стоја на врата пред да стане членка на НАТО алијансата, треба да донесете одлука, да, некогаш и на штета на сопствениот рейтинг, ќе ја донесете таа одлука. Тука е клучната разлика меѓу политичарите во ВМРО ДПМН и во СДСМ. Храброст се вика има еден збор, што е многу поважен отколку гордост. А кога сте храбар, јас моето лично чувство ќе си го трнам на страна, но храбро ќе донесам одлука за државата. Тука е клучната разлика. Сега ако вие се чувствувате понижени од тога, тогаш зошто се потпишувавте до сега барем на 110 отприлика закони кои се исклучиво за промена на уставното име од Република Македонија во Република Северна Македонија. И тоа што ние не сме го смениле во законите, вие побрзавте приоритетно во првата година тоа да го направите. Слоганите никогаш Северна само Македонија се ваши слогани во кампањата, не се тоа наши слогани во кампањата. Добре. И ние стотици пати до сега сме го кажале нашиот став за промена на името. Вие ветувавте дека Преспанскиот договор, се извинувам, не е завршена приказна, не се тоа наши зборови. Значи, вие потврдувате дека сте горди со промената на името. Не ми ги извртувате, јас реков дека сме храбри, и дека храбра одлука дури на почекор на личниот рейтинг. Вредностно, односно воено-политички сојуз. И во таа алијанса, освен што се зборува за воени стратегии, се зборува и меѓу другото и за владење на право, институции и така натаму и така натаму. Членувањето во алијансата, во НАТО алијансата, е една од двете стратешки цели за кои и СДСМ, и ВМРО ДПМН, и некои други партии од осоумастојувањето на државата до денес се залагаат. Значи,
Не е дека не сме добиле ништо од промената на името. Немојте да го заборавате најважното, а тоа е безбедноста на оваа Ќе ве држава. подсетам на изјавите на вашиот Не поранешен. прекинувате, подсетете ме, Ќе ве повелете. подсетам слободно, бидејќи за НАТО стоиме и ние, како што кажавте, за Па зошто го заборавивте? ВМРО ДПМН, не го забораваме. Па зошто тогаш велите дека ништо не сме добиле од промената на името? Но ќе ве подсетам затоа, Подсетете ме, па дозволете подсетете. да ве подсетам на изјавите Подсетете. на вашиот лидер и поранешен премиер, дека ако го смениме името, готово влегуваме во Европската унија. Многу изјави такви од тој тип и влегувањето во Европската унија ни беше ветувано од тогашното владење на СДСМ дека доколку го смениме името, ние влегуваме во Европската унија. Каде сме, госпоѓо Славјанка, денеска после толку време? Донесени на работ на понижување, донесени во една многу би рекла понижувачка ситуација за нас, камо среќа пак ќе повторам да не направевте такви храбри чекори. Донесена преговарачка рамка во која што ја ставате Македонија во многу неповолна ситуација и подпишани протоколи кои што се срамни за Република Македонија. И сега, со таков чин, со такви чекори кои што сте ги направиле, ВМРО ДПМН треба да ја оправа државата, нормално ќе ја оправа државата со водење на достоинствена дипломатија, со водење на достоинствена политика. Она која што е суштината денеска, а тоа е дека ја заглавивте државата во оној ЕУ интегративен процес. Зошто? Заради тоа што не научивте да водите дипломатија во која што нема да подклекнете, во која што не направивте дипломатија во која што ќе можете да водите државата во вистински правец, во која што ќе биде државата силна, конкурентна и слично, а не да подпаѓате на барањата на Бугарија. Тоа е целата суштина, која што денеска и тогаш со промена на името која што ние ветувавте дека ќе влеземе во Европската унија и денеска со онаа преговарачка рамка и срамни протоколи, ќе повторам, сме заглавени во ЕУ интегративниот пакт. Добро, се извинувам, малце ќе интервенирам. Дали ве слушам сега во уста, гледам колку што можам помалце да се мешам.